Добри вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар интервју, уште едно. Овој пат наменско, некако, да ви кажам право, секога, последните години, пред Нова година, вообичаено се споменува 1 јануари наредната година и цената на електричната енергија. Постојано се говори ке има ли зголемување, ке нема ли зголемување, а пак тоа што имаме избори до година, уште повеќе ја наметнува темата, веројатно ќе биде дел и од политичките препукувања и кампањите на политичките партии. Меѓутоа, за да разговараме за ова тема, не ни требаат политичари, ни требаат луѓе од струката, од сферата, а првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика секако е најмеродавен за оваа работа. Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика, наш и ваш гостин. Добро вечер, господин Бислимовски. Добро вечер, ви благодарам за поканата и особено ми е драго што сум тука во Штип. На втор пат мислам во нашава емисија. Да. Некој би рекол, јас би рекол всушност од она што се вашите настапи кога настапувате на телевизиите со национална концесија во Скопје, би требало денеска да одморите барем малку, вечера да одморите барем малку од темата парното, цената на парното, бидејќи во Штип парно нема. Меѓутоа ќе го опфатиме и тоа доколку имате што да кажете. Сепак, мислам дека она што го реков крајот на годината, по правило последните години се говори многу за тоа зголемување или незголемување на цената на електричната енергија. Макар што овој пат се наметнува едно друго прашање, виси во воздухот дека наводно Регулаторната комисија нема да има веќе кој знае какво влијание, дека ево не само сами ќе одредуваат и граѓаните ќе бидат на милост и немилост. Што е вистина во сето ова? Значи, вообичаено, кон крајот на годината, како и минатите години, ние ќе донесеме одлуки за цените за електрична енергија, ќе донесеме одлука за цената за пренос на електрична енергија, за дистрибуција на електрична енергија, за цена за пазарниот оператор и конечно и крајна цена за домаќинствата и малите потрошувачи. Значи имаше измена на законот за енергетика во која што е наведено дека универзалниот снабдувач, тоа во моментов е Евана Хоум, ја доставува целосната пресметка со крајни цени до Регулаторната комисија за енергетика. Потоа Регулаторната комисија за енергетика ја анализира и доколку има забелешки каква е нивната пресметка, универзалниот снабдувач е обврзан тие забелешки на Регулаторната комисија за енергетика да ги имплементира. Значи, горе-доле се ќе остане како и претходно, со тоа што на крајот универзалниот снабдувач, од кога ќе ги добие забелешките од наша страна, е должен да ги имплементира и истите сега, наместо Регулаторната комисија за енергетика, универзалниот снабдувач ги објавува во службен весник на Република Северна Македонија. Значи тоа е промената во делот на процедурите. Инаку со тоа ние го имплементиравме европското законодавство и во најголем дел земји членки на Европската унија не ни постои универзален снабдувач, туку и домаќинствата се купуваат електрична енергија на пазарот на електрична енергија. Се разбира, тамо и стандардот е повисок од колку во нашата држава и цените на електрична енергија се далеку повисоки и така да тамо може да функционира тој концепт. Кај нас се уште и од историски причини, а и како општество не сме се уште подготвени домаќинствата да плаќаат исклучиво пазарни цени, бидејќи тоа би значило сериозно зголемување на нивната цена за електрична енергија. Така да, тоа што било од претходно, така ќе биде и понатака. Регулаторната комисија за енергетика, со контролата која што ќе ја прави при носењето на одлуката, повторно ќе го има последниот збор. Значи, не може универзалниот снабдувач да каже не ги прифаќам забелешките на Регулаторната комисија за енергетика. Тоа да го расчистиме, граѓаните да бидат спокојни, повторно ние ќе го имаме главниот збор. И главниот збор ќе го имаме во следните 5 години. Така да, од тој аспект се како што треба, ќе нема никаков проблем. Ние носиме одлуки наназад 15 на години. Јас сум внатре од Регулаторната комисија за енергетика. Има и членови сега кои што се во моментов вработени во Регулаторната комисија за енергетика. Немаме проблем да ги применуваме стрикно определени методологии кои што ни ги работеле врвни светски консултанти. Така да, од тој аспект ќе нема никаков проблем и дополнително. Нашите
методологии, тарифниот систем кој што е сега во примена, се проверени од страна на секретаријатот на енергетската заедница во Виена и какви се методологиите во европските земји, такви се и во Македонија. Така да, од тој аспект нема граѓаните проблем. треба да знаат дека нема шпекулации се односно тоа дека ЕВН ќе прави што сака. Така им се пренесува на некој начин. Никој не може да прави што сака во поглед на цената на во цената, електричната во енергија. делот на целата цената на мали потрошувачи и домаќинства, Евана Холм не може да прави што сака, ќе прави како што ќе му каже регулаторната комисија за енергетика. Мала дигресија, па ќе се вратиме на цената, што ќе се случи, што се најавите. Мала дигресија, споменавте дека ние сме држава која што се уште не може да отиде во насока, граѓаните да плаќаат пазарна цена. Имавте и во оваа година, минатата, посебно кога беше актуелно проблемите на јавните предпријатија, имавте една изјава дека поврзана со тоа дека јавните предпријатија почнаа да се снаоѓаат, па менуваа начин на снабдување на електрична енергија за да ги намалат загубите, ама тоа оди на штета практично на целиот систем. Каква е сега ситуацијата? Се стави ли ред таму? Значи, најголемиот дел од јавните предпријатија си купуваат електрична енергија на слободниот пазар на електрична енергија. Имаше одреден период кога што добива цена од страна на ЕСМ, државната компанија, која што беше во тој момент за повеќе од 2 пати пониска, така да ситуацијата кај овие јавни комунални предпријатија во делот на набавки на електрична енергија се стабилизираше. Имаше периоди во август, септември минатата година, кога вкупните трошоци за електрична енергија на месечно ниве им беа повисоки од парите што ги од фактурите што ги испорачуваат до потрошувачите за водни услуги. Значи тоа беше сериозна ситуација, но сега е стабилизирана. Голем дел од јавните комунални предпријатија доставуваат барања за определување на тарифите за водните услуги, ние ги објавуваме, но тамо како што се знае, определуваме минимална и максимална цена и понатака советите на општините го имаат главниот збор, самите совети определуваат цената, така да тоа си функционира на овие јавни комунални предпријатија. Факт е дека треба да им се помогне, но конечно треба да бидеме искрени и отворени да кажеме дека јавните комунални предпријатија мора да си ја подобрат и својата ефикасност. Затоа што една кратка анализа ќе ви кажам. Во дистрибутивната компанија за електрична енергија работат околу 1700-1800 вработени. Значи за територија на цела Македонија се 1800 вработени, тоа е во делот на дистрибутивната мрежа. Ако ги земеме јавните комунални предпријатија во 5 најголеми града во државата, јас ви гарантирам дека тамо работат околу 7-8 илјади луѓе. Значи, имаме една компанија електродистрибуција која што цела држава ја покрива со 1700-1800, а овие имаме градови 5 со на многу помала територија, имаат 7-8 илјади вработени. Значи, мора да ја промениме, да го промениме и начинот на размислување во однос на функционирање на овие јавни комунални предпријатија. Тие се пред се да им служат на граѓаните, да им дадат добра услуга. Навремено да се прават инвестиции, да се проширува мрежата, да се приклучуваат нови корисници кои што им треба вода, не само за пиење, туку и за наводнување. И тоа мора да си го кажеме дека до сега не довела ситуацијата ние во државата да имаме 64% загуби на вода. Тоа е катастрофа, тоа е недозволиво и во насока на тоа ние како регулаторна веќе превземавме мерки и кажуваме дека ќе има план за намалување на тие загуби. Вие може да имате колку сакате, тие повеќе не ги признаваме во целост, туку им даваме ние план на годишно ниво да ги намалуваат за 2 до 3%. Доколку не го прават тоа ќе иде на товар на јавните комунални предпријатија, ама нема да го плаќаат повеќе потрошувачи. Тоа е единствен начин да испратиме сигнал дека мора да се работи одговорно и ефикасно. На крајот на денот, сите тие предпријатија
се плаќани од пари на граѓаните и мора да им дадат услуга како што прилега. И верувам дека тој тренд ќе биде прифатен и од јавните комунални предпријатија, но и од самите општини, од администрацијата во општините, па и од градоначалникот, со цел да направиме функционални, ефикасни и економични јавни комунални предпријатија во делот на водните услуги, а истиот концепт ќе го имаме и во делот на комуналниот отпад понатака кога ќе почнеме да ги определуваме цените. Така, добро навлеговте и во делот кај што ќе проговориме за тоа што се регулира регулаторна и што се ќе регулира. Меѓутоа пред тоа би сакал да се задржиме пак на ова што најмногу ги интересира граѓаните секош, цената. Какви се можностите, какви се шансите и прогнозите за евентуално зголемување? Ви прочитав пред емисијата и сега ќе прочитам анализи на нема да кажам од кој медиум, бидејќи кога ќе кажам медиумот може и конотацијата ќе се знаеме, тоа велат аналитичари. Цената на струјата нема да се зголеми бидејќи доаѓаат избори, вели, а владата ги смирува граѓаните дека цената на струјата нема да се зголеми. Министерот Бектеши вели ЕСМ ќе намали производствената цена на струјата и сега велат дека тоа е заради изборите. Може ли да имат изборите влијание владата да не ја зголеми цената, а да треба да се зголеми? Што можеме да очекуваме од? Вака сега, значи денес и утре се двата тендери за набавка на електрична енергија. Едниот тендер е на универзалниот снабдувач кој што треба да купи електрична енергија за периодот јануари-јуни на тендер, на кој што тендер добива тој што ќе понуди најниска цена. Вообичаено во изминатиот период најниска цена секогаш нудеше ЕСМ како државна компанија и ги обезбедуваше 100% од потребите на домаќинствата и малите потрошувачи. Сега значи треба прво да го видиме тендерот колку е. До сегашната цена беше 53 евра за мегават час. И има и уште еден тендер, тоа е тендер за набавка на електрична енергија за покривање на техничките загуби во дистрибутивната мрежа, а понатака ќе има и уште еден и за преносната мрежа. До сега цената за тие загуби беше 100 евра за мегават час и исто така ја обезбедуваше ЕСМ. Да видиме какви ќе бидат тендерите, дека концептот е кој ќе понуди најниска цена, тој го добива тендерот, да видиме какви ќе бидат цените, па понатака врз основа на тоа, ние како регулаторна комисија за енергетика соодветно ќе ги носиме нашите одлуки. Но, ако има зголемени трошоци за набавка, се разбира дека тоа влијае на крајната цена на електрична енергија. Значи, дали ЕСМ ќе понуди пониска или повисока цена, тоа зависи пред се од ЕСМ и така било во изминатите неколку години, така ќе биде и понатака. Ако се вратите на оваа година што изминува практично, декември е на прагот, на почетокот на годината се зголеми ДДВ-то од 10 на 18% и тоа беше главната причина за тоа зголемување кое што го имаше. Реални ли беа цените, ако ги гледаме од аспектот на пазарот, енергетскиот пазар во Македонија, одржливоста негова? Видете, ЕСМ нуди цена која што е далеку пониска од пазарната. Во моментов е 53 евра, била 56 евра. На слободниот пазар, денеска е цената околу 150 евра за мегават час. И владата, тоа предпоставам дека го прави така, намерно ЕСМ нуди пониска цена, за да може да се одржи стабилна цена и за домаќинствата и малите потрошувачи. ЕСМ факт е дека со таа цена има понекогаш ги завршува и годините со загуба, но сите тие загуби ги покрива со субвенции од владата и поради тоа имавме една период на стабилна цена. Инаку ние сега во јуни и во декември минатата година, всушност цената на електричната енергија за домаќинствата ја намаливме, не земајќи го во предвид ДДВ-то. Некаде околу 2,5 до 3% ја намаливме, за да го намалиме и ударот од зголемувањето на ДДВ-то и работа која што не е на регулаторната комисија за енергетика, но не сакаме граѓаните да имаат зголемени трошоци за електрична енергија. И така да и заради зголемувањето на ДДВ и покрај зголемувањето на ДДВ-то, ние одржавме
ценовна стабилност на електричната енергија за домаќинствата. И тоа е факт, особено во првиот и во вториот блок. Инаку, во однос на дали ќе има избори или ќе нема, јас само едно знам дека сонцето утре повторно ќе изгрее, повторно ќе има нов ден, така да Струја пак ќе треба. струја ќе мора да има, дали има избори или нема, и мора да ги одржиме нашите најголеми енергетски компании, електроенергетски и енергетски, во стабилна кондиција, во стабилна финансиска состојба, за да може да инвестираат во изградба на нови електрани, во кај МЕПСО и кај електродистрибуција, за проширување на нивната мрежа. Имаме голем наплив на фотоволтаици, значи таа мрежа мора да се надградува, така да мора да се остави енергетскиот сектор во државата да функционира стабилно, и јас секогаш велам дека најстабилни сме во ситуација кога си ги обезбедуваме потребите, особено од електрична енергија, од домашно производство. Тогаш сме најсигурни и најстабилни. Порано, рбетот на независноста не само на македонската енергетика, туку и на македонската држава беше домашниот јаглен. Сега, нов рбет на независноста на македонската енергетика ќе биде македонското сонце, и веќе тоа се прави. Па и ветерот до некаде. И ветерот, може да да се каже. Кога сме веќе кај ова едно полуполитичко прашање. За сите агенции кои што работат во држава, за институции, секој се поставува прашањето за таа политичка зависност или независност. Колку регулаторна комисија може да биде подложена на влијание, да речем, на одредени политички структури, на власта, за да направи подобри позиции пред избори, евентуално? Колку има можности за некаква зависност, било каква? Вака сега, значи ние живееме во такво општество, во таква држава, кога за било што се врзува со политиката, така, што апсолутно е сосема погрешен пристап. За жал така е, веќе полуги години значи, не се менуваме. Не носи до тамо кај што не носи, и на крајот ако се продолжи со тоа, ќе не однесе на дното. Така. Значи, регулаторната комисија за енергетика е комисија која што е 5 години поред на прво место во рамките на енергетската заедница. Значи, тамо се и Србија, и Босна, и Албанија, и Украина, и Молдавија, сите регулатори, и Албанија, и Косово, и Црна Гора, и 5 години поред сме на прво место. Дополнително, за нашата независност, ја оцени не само секретаријатот на енергетската заедница, туку и Европската агенција на европски регулатори АЦЕР. Така. И тамо регулаторната комисија за енергетика е наблюдувач, бидејќи се уште не сме земја членка. Значи седиме на иста маса, рамо до рамо со регулаторните тела од сите земји членки на Европската унија. Значи, ако сме покажале еден знак на независност, односно политичко влијание, ние немаше да бидеме примени тамо за наблюдувачи. Значи, тамо не се прима наблюдувач само од себе, туку постои контрола, и до сега од регионов, од земји кои што не се членки на Европската унија, тамо сме само ние и Црна Гора. Така да, тоа е во делот на независноста, едноставно не проверуваат европски институции дали сме или не сме независни. До сега, на сите испитувања, на сите тестови, сме добивале одлични оценки, и затоа сме и наблюдувач во европските регулатори, во агенцијата на европските регулатори, која што е формирана со посебна регулатива, која што е на ниво на закон во европското законодавство. Друга работа која што ги интересира граѓаните, освен цената на електричната енергија, подолго време се говори за тоа враќање на дневната тарифа, ефтина тарифа на електричната енергија, и се споменува како веќе до некаде завршена работа. Дали ќе биде така навистина? Работата е завршена. Од утре официјално ефтината тарифа ќе се враќа кај домаќинствата. Така. Кога ја укинувавме ефтината тарифа во декември, тоа беше 2021, во услови кога имавме цени на електрична енергија по 300, по 400 евра за мегават час.
и во тој период, во текот на денот, цената на електричната енергија достигнуваше фантастични 500, 600, 700 евра, имаше денови и 1000 евра за мегават час и едноставно тоа не можеше никој, тие трошоци не можеа веќе да се издржат. И бевме принудени да ја укинеме таа ефтина тарифа во текот на денот. Тогаш ветив дека во првиот момент кога ќе се создадат пред се технички и пазарни услови, ние ќе ја вратиме ефтината тарифа. Мислам дека ако ја вратам претходната емисија кога гостувавте, точно така го кажате. Се сеќавам, мислам дека ако ја вратам, тоа што стои, ветив, така. го исполнив и од 1 декември се враќа ефтината тарифа. Не ја враќаме заради политика. Сега, цената на електричната енергија на пазарот во текот на денот, особено во периодот од март па некаде до октомври-ноември, во тој период е за 2 до 3 пати по-ниска отколку цената на електрична енергија кога ќе се стемни некаде 18-19 часот. Тоа е пазарен сигнал. Значи, ако е за сите потрошувачи кои што се на слободен пазар, плаќаат во тој период најефтина цена на електрична енергија на часовно ниво, зошто домаќинствата да ја немаат ефтината тарифа во текот на денот? Од тие причини ја враќаме, испраќаме сигнал и до универзалниот снабдувач и до ЕСМ. Во периоди кога е ефтина цена на електрична енергија и е поевтино да ја купите на слободен пазар, купувајте ја, за да си правите заштеди, за да ЕСМ да си ја чува водата, за да може да продава во часови кога цената е далеку за 2 до 3 пати повисока. Тоа се вика домаќинско и одговорно работење. Ефтината, уште еднаш да повторам, започнува од утре. Сите домаќинства кои што имаат далечинско отчетување од утре имаат ефтина тарифа и од утре започнуваат како се читачките групи, нели имаме 4 читачки групи, тоа и граѓаните го гледаат во своите сметки, група по група ќе може да се користат ефтината тарифа. Имавме состаноци со електродистрибуција, неколку они имаат добар оперативен план. Они не можат за еден ден да заменат уште 400.000 бројла, но со начинот на отчитување и со читачките групи, како што се дел по дел, ќе го направат и до крајот на месецот 90% од граѓаните ќе имаат таа привилегија да имаат ефтина тарифа од 13 до 15 часот и особено ми е драго што тоа во најголем дел ќе можат да го користат и пензионерите на кои што реално таа ефтина електрична енергија во текот на денот многу им значи. А има и уреди сега и за грејење со тајмери кои што и останатите кои што и се на работа со тајмерите може да си направат грејењето во тој период да биде повисоко заради тоа што ќе имаат далеку поевтина цена на електрична енергија. Првиот дел од емисијата сакам да го завршам со еден момент. Најмногу ги споменувате граѓаните, значи потрошувачите, семејствата, граѓаните. Меѓутоа, предминатата година многу големи реакции стигнаа од бизнис компании, од мали бизниси, дека им стигнуваат превисоки сметки за електрична енергија. Како да го прокоментираме ова? Дали е тоа последица на она дека ќе плаќаат поголемите потрошувачи повеќе и слично? Имаше многу реакции. Каде е местото на бизнисот во целата стратегија со електричната енергија, бидејќи бизнисите треба да работат исто? Апсолутно. Да остануваат. Согласно нашиот закон за енергетика, сите потрошувачи кои што имаат на годишно ниво имаат или над 2 милиона евра приход или над 50 вработени, ако го исполнуваат еден од тие услови, мора додат на слободниот пазар на електрична енергија. Значи не може да ги снабдува универзалниот снабдувач. Така. А овие компании кои што имаат и по 2 милиона евра и под 50 вработени, тие се така наречени мали потрошувачи и тие може да бидат и на снабдувани од универзалниот снабдувач. Прво на овие помаливе, ние во минатиот декември им ја намаливме цената на електричната енергија за 20%. Реално беа оптоварени и тоа го направивме и ја намаливме за нив цената 20%. И ако анализирате, во регионов и во Европа немаше регулатор кој што донесе таква одлука за намалување од 20% на бизнис секторот.
Сега овие што беа задолжително на слободниот пазар и не може да се вратат назад на регулираниот пазар, бидејќи е спротивно на закон, беа особено во периодот од јуни-јули 2021 па до крајот на 2021 па и 2022 изложени на екстремно високи цени кои што беа не само на пазарот во Македонија, туку беа на сите берзи во Европа. Но најголем дел од нив си поставија фотоволтаици и драстично си ги намалија своите трошоци за електрична енергија. Значи, ние го гледаме тоа, бидејќи сите огромен број на компании кои што си ги поставија на своите кровови фотоволтаиците, некаде е тоа околу 150 мегавата инсталирани фотоволтаици. Значи 150 мегавата е од прилика инсталиран капацитет на хидроелектраната Тиквеш. Со 150 мегавата успеа, бидејќи нашиот приватен сектор се покаже дека и во време на криза размислува правилно, е доста отпорен, си ги намалија драстично своите трошоци за електрична енергија, па дури во одредени денови и во летниот период и заработуваат кога имаат вишоци на електрична енергија и ги продаваат на своите снабдувачи. Исклучително беше лош периодот. Ние во тој период сите купувавме електрична енергија од увоз, како за големите потрошувачи, и се случи тоа едно невидено ценовно цунами насекаде во Европа. Тоа се случи можеби и поради едно пребрзо влегување на Европа во зеленото сценарио. На крај Европа да свати дека претерала, па почна од зелено да се отиде во сосема друга насока во црно сценарио. Нели имаше тренд на затварање на нуклеарки и не ги вратија нуклеарките, што според мене е погрешно, но ги пуштија термоелектраните. Так. Значи од едно екстремно зелено сценарио, па читав јас имаше земји се фаля еден ден, 2 дена, све од зелена енергија, одеднаш отидоа во црно сценарио. Значи еден систем за електрична енергија да се води, не може да се базира само на фотоволтаици и на ветер. Треба да има базна енергија, тоа базната енергија која што е стабилна и која што е гарантирана, тоа може да ја дадат нуклеарни електрани, гасни електрани и термоелектрани. Во Европа, за жал, во делот на термоелектраните се затвараа, им беа воведени така наречени давачки за CO2 емисии и едноставно беа неконкурентни на пазарот. Но сега, особено во Полска, во Германија, па и во Велика Британија имаше и во Шпанија, почнаа да работат одредени термоелектрани, бидејќи едноставно системот технички не може да се води ако немаме базна енергија. Така. Каде е Македонија во тој смисол, ќе говориме во вториот дел од емисијата. Почитувани гледачи, наши ваш гости Марко Бислимовски, претседател на регулаторната комисија за енергетика. Во вториот дел од емисијата имаме уште интересни теми, бидејќи енергетиката, колку да е навидум неатрактивна тема, не засега сите нас, слушате секојдневно. Во недела во Штип половина час немаше електрична енергија, сите беа како изгубени. Слично како интернет да немате, ама слично и него ќе го немате ако нема електричната енергија. Се враќаме по рекламите.